единствен аргумент, единствена одбрана што засега имаат СДСМ дека населувањето на мигранти било нереално. Знаете што? Зоран Заев и СДСМ зборува за многу работи дека се нереални, па испаднаа реални. Зборува дека двојазичноста е нереална. Еве пред врата ни е. Зборува дека таа двојазичност е само во мојата глава. Еве гледаме сега како на голема врата ја воведуваат двојазичноста и објаснуваат дека тоа е согласно уставот, иако не е согласно уставот. И свесно одат кон кршење на уставот. Зоран Заев исто така зборуваше дека договорот со Бугарија е еден многу добар, одличен компромис. Гледаме дека таму нема никаков компромис, туку има еднострано попуштање, при што Заев и СДСМ се откажа и од јазикот, и од историјата, и од македонското малцинство во Република Бугарија. Зборуваа дека ќе имаме 500 евра просечна плата. Не само што немаме 500 евра просечна плата, туку просечната плата почна да се намалува. Имаме 0,7% намалување на просечната плата во јули во однос на јуни. Зборува еден куп работи со кои што се види дека се што се случува обратно. Така што се гледа дека нивниот концепт е на краток рок измама, а потоа како да не го кажале тоа, како да не го рекли, и потоа со нови аргументи се оди кон реализирање на она за кое што претходно говориле дека нема да се реализира. Така што концептот со населување на мигранти, според моје мислење, има целосна оправданост што кај граѓаните се јави револт, што се јави страв и што се самоорганизираат да направат ситуација во која што ќе ги заштитат своите општини. Дури и постапката што ја прави СДСМ преку Државната изборна комисија, каде што таа има мнозинството, доминацијата, одлучувачката моќ. И обидот на Државната комисија која што добива наредба од СДСМ да ја острани, да го острани гласањето за мигрантите низ општините на денот кога се изборите, укажува дека СДСМ не само што се плаши, туку се плаши дека нивниот веќе договорен со некого концепт може да крахира и дека нема да можат после да го спроведат тоа и да ја испорачаат фактурата што е ветиле на некому кој што му е ветиле. Знаете што? Во многу развиени држави, па дури и во Америка, кога се гласаат референдуми, често пати се собираат и се ставаат на денот кога има избори за да не се прават дупли, тодупли и така натаму трошоци за организирање на референдуми. И сосема е нормално и очекувано од страна на граѓаните да не се прават нови трошоци и да се гласа на истиот ден. Но гледаме дека СДСМ во желба да го оневозможи тоа и во желба да ги донесе мигрантите, за да некому му се додвори, не заради мигрантите. Сите ние сочувствуваме со тие мигранти и сакаме да им помогнеме доколку поминуваат како транзит низ Македонија, а и тие не сака да се задржат во Македонија, затоа што бараат земја која што е побогата и ќе им пружи подобри услови. Но намерата на владата за да се додвори некаде, да прими огромен број на мигранти, се шпекулира со бројка на 100.000 луѓе во Македонија, е таква што сосема можам да ја разберам реакцијата на граѓаните, а најмногу можам да разберам тоа што не веруваат во единствениот аргумент што го кажува дека тоа било нереално.